одиме во собранието на Република Северна Македонија. Таму е мојата колешка Весна Велкова, а разговара со пратеничката Маја Морачанин. Весна, добро утро, повели со денешниот собраниски брифинг. Да, Крис, така е. Денеска гостин во собраниски брифинг, последен за оваа недела. Ми се чини дека е вистинската личност за оние сите граѓански теми од општествениот живот, почнувајќи од образование, здрава животна средина, човекови права. Значи, гостин во овој утрински брифинг, собраниски брифинг, е претеничката и председателка на Дом Маја Морачанин. Добро утро. Добро утро. Кратко е времето, мораме веднаш да почнеме со прашања. Моето прво прашање ќе биде: во јавноста станува скандалот јавна соба. Слушаме за него, а знаеме дека собранието донесе неодамна закон за заштита на жените од насилство. Се носат многу закони, но никако како да не се спроведуваат. Што треба да се преземе за тие да бидат поефикасни, да се намали насилството врз жените и девојките? Така е. Ние неодамна го донесовме законот за спречување и заштита од насилство на жените и семејно насилство, и тоа е усогласување практично со Истанбулската конвенција, која собранието ратификуваше декември 2017 година, и понатаму треба, значи самата ратификација бара усогласување на околу 30 на закони различни, за да бидат сите усогласени со тој документ, би рекла, сеопфатен, кој што е од Советот на Европа. Се согласувам дека не е само носењето на закони решение, важна имплементацијата на законите, и како и за секоја друга тема, така и за ова, јас гледам два клучни момента. Едниот е како да се подигнува јавната свест на граѓаните за тоа што значи насилство, бидејќи некои од граѓаните не го ни разбираат ваквото однесување како насилство. Значи тоа мора да биде вклучено и во образовниот процес, и во медиумите. Вие секако имате тука клучна улога. А вториот сегмент е да се обезбеди доследно имплементирање на законите што подразбира и санкционирање на виновниците. Сам дека невиниот сектор и граѓаните кои еве и вчера имаше протест, со право протестираат барајќи од институциите, пред се тука нели е Министерството за внатрешни работи, кое прво интервенира, ја спроведува почетниот дел од истрагата, а потоа е јавното обвинителство. И мора јавното обвинителство и понатаму следствено нели по поднесена пријава судот да ги санкционира овие облици на насилство, бидејќи согласно Истанбулската конвенција, еве сега и нашето законодавство, сексуалното вознемирување е насилство врз жената, значи родово базирано насилство, и тоа треба да е кривично дело. Се согласувам, се уште кривичниот законник не е усогласен со ова. Во текст еве и министерот најави дека веќе се спремни. Ние исто така комуницираме од собранието како пратеници, инсистирајќи што побрзо да се донесат тие измени во кривичниот законник, но и сега во овој момент по друг основ, како злоупотреба на лични податоци и така натаму, пак е кривично дело самото ова. Може да се санкционира во секој случај. Апсолутно може и треба што побрзо да се санкционира. Поврзано и со оваа тема, ЛГБТ луѓето се некако како постојано на удар. Вие сте координатор на интерпартиската парламентарна група за ЛГБТ луѓето. Вчера имавте средба со амбасадорот, евроамбасадорот Дейвид Гир. За што разговаравте? Бидејќи дел од овие се и препораките за нашето членство во Европската унија, спроведување на овие закони. Така е, човековите права и слободи се фундаментална европска вредност, и тоа е секако дел од европските вредности и од нашиот пат кон Европската унија, но секако е добро и за македонското општество. Тоа не се работи што се испорачуваат само заради приближување кон стандардите на ЕУ, туку тоа значи подобрување на квалитетот на сите наши граѓани, вклучително и ЛГБТ и луѓето, кои што се една од најмаргинализираните групи во македонското општество. И токму на оваа тема
разговаравме со амбасадорот Дейвид Гир, кој што се интересираше за работата на интерпартиската парламентарна група за унапредување на правата на ЛГБТ и луѓето и упати честитки што повторно и во минатиот мандат прв пат се формираше, сега повторно. И сега имаме веќе 14 пратеници од различни политички партии кои што учествуваат во работата на оваа група, што е респектибилна бројка, навистина имајќи предвид дека нашето собрание има 120 пратеника и оваа група е единствена се уште од ваков вид во регионот на Западен Балкан. Значи, само во македонскиот парламент имаме ваква неформална група за правата на ЛГБТ луѓето. Исто така тој искажа поддршка за нашите активности и продолжување на соработката и го поздрави носењето на законот за спречување и заштита од дискриминација, формирање на комисијата за заштита и спречување од дискриминација и овој закон за насилството врз жените и домашното насилство. Значи тоа беше околу овие теми разговаравме на нашата вчерашна средба. Денеска овде во собранието има помалку активности, има две комисии, од кои едната е за образование, таму се на расправа за концептот за основно образование. Во јавноста некако се дига голема прашина за овој концепт за новото образование, па спојување на предмети. Имаше многу негативни коментари околу намерата се спои историја со географија и другите предмети, но има уште едно подпрашање, еве да кажам веднаш, се планираше да се воведе сексуално образование. И оваа тема дигна навистина голема прашина. Какво е вашето гледање на овие две теми? Така. Прво во однос на концептот за образование, мислам дека е одлична идејата што денес во 12 часот во собранието ќе има јавна расправа, ќе биде во оваа сала каде што ги држиме пленарните седници, значи за да се обезбеди што е можно поголем број на учесници, бидејќи има интерес кај јавноста и се надевам дека тоа ќе оди во прилог на расчистување на овие дилеми. Се разбира, очекувам и добри коментари, предлози, па и критики околу овој концепт, се со цел за да се направи што е можно најдобро решение, бидејќи едно е јасно, сите засегнати страни во општеството се согласуваме дека реформи се навистина неопходни. И дека оние резултати што ги добиваме на меѓународните тестирања, PISA и така натаму, па и во домашниве тестирања, се навистина поразителни. Што значи дека нас ни треба суштинска радикална промена во концептот за основно, кој што понатаму верувам ќе се преслика и во средното образование и така натаму, но ова е некој почеток на тие образовни реформи. Во однос на воведување сеопфатно сексуално образование, апсолутно мислам дека е потребно за учениците. Знаете како, јас и не разбирам зошто сега толку се возбудија, да речам, некои граѓани, дел од јавноста, бидејќи ова и функционира на еден неформален начин. Значи, доаѓаат едукатори во средните училишта и им објаснуваат, разговараат со учениците на овие теми. Она што сега се предвидува за ова учебна година 2021 од септември е практично само во 4 како пилот проект во 4 училишта, во 8 и 9 оделение учениците да имаат избор, како изборен предмет да слушаат настава од сеопфатно сексуално образование. Јас лично, бидејќи оваа тема е присутна во јавноста повеќе од 10 години, мислам дека и ова е многу доцна. Ние треба што побрзо да го воведеме сеопфатното сексуално образование не како изборен, како задолжителен предмет за сите ученици, затоа што тоа ќе им помогне на младите да стекнат релевантни, научно потврдени сознанија за својата сексуалност, за своето тело, за сексуално преносливите болести, како да се заштитат од сексуално преносливи болести, да добијат знаења и да стекнат вештини за комуникација, ненасилен начин на решавање конфликти. Тука се исто така застапени темите од почитување на човекови права, родова еднаквост. Значи, тоа е еден граѓански концепт кој што на младите луѓе ќе им помогне и лично за нив, значи за заштита на сопствено здравје и поквалитетен живот, ако сакате и од
психолошко-емоционална гледна точка, но исто така е важно за севкупното општество. Така, интересна тема на која може многу долго да се разговара, но сепак да придеме на чисто политичка тема. Локалните избори се пред нас, но пред нас е и коронавирусот. Имаме ли локални избори? Да. И дали се подготвувате за нив, иако некако уште е малку подалек? Да, подготовките веќе течат за локалните избори. Мислам дека нема причина зошто да нема локални избори во октомври, како што е тоа предвидено. Ние имавме и парламентарни избори минатата година во јули, така што немаше некои последици здравствени, би рекла, во контекстот на корона пандемијата, која што тогаш беше и во пикот, да речем, на кризата. Да, во јавноста и понатаму е отворена дилемата дали отворени листи така подобро ти имаат граѓаните увид. Вие се залагате ли докаде да, така е идеја да се така реализира? Нашата заложба како дом е промена на изборниот модел со 3 клучни елементи: една изборна единица без праг, отворени листи и 50% жени на листите, значи но тешко оди реализацијата никако. Тешко оди никако реализација. Тешко оди. Ние и во минатиот мандат поднесовме предлог закон, доби поддршка, како една иницијатива беше од повеќе пратеници, од повеќе политички партии. 17, мислам, пратеници ја поддржаа таа иницијатива за промена на изборниот модел, но знаете, минатиот мандат се случи дека веднаш по поднесување на ова како предлог закон за измена на изборниот законник, изборниот модел, беше блокиран законот со преку 5000 амандмани кои што тогаш ги поднесоа пратениците од ВМРО, ДПМН и од ДУИ, и практично не се ни отвори дебатата на оваа тема. За мене е многу важно да навистина започнеме да дискутираме на оваа тема, и сега е моментот, бидејќи како се приближува терминот за избори, навистина потоа е неблагодарно промена на изборен модел и така натаму. Она што сега за локалните е важно, една изборна единица, нели, за парламентарни, за локалните, така, отворените листи. Мислам дека е тоа навистина бенефит за граѓаните во смисол на демократизација, е бенефит и за партиите, за демократизација на самите политички партии, бидејќи граѓаните кога ќе гласаат, нема како сега само да гласаат за политичка партија, туку ќе имаат увид за кандидатите кои што се и кандидатките за советници како личности, а особено на локални избори, бидејќи луѓето повеќе се познаваат, нели, на општинско ниво, тие точно можат лично да си поддржат кандидат без разлика на неговата или незината партиска определба. Да. И дополнително мислам дека тоа ќе донесе и поголема одговорност на советниците. Знаете, вака е се тоа во рамки на некоја партиска определба. Но кога некој лично со име и презиме е избран за советник, и личната одговорност е поголема пред граѓаните кои го поддржале. Така, и моето последно прашање за денеска, 20 пратеници на дом, какви се вашите активности денеска? Така, да, денес имаме една средба со представници од невладен сектор кои што имаат забелешки на предлог законот за животна средина, кој што е поднесен, стигнате во собрание, се уште не е почната процедурата, но граѓанските организации ги следат и сакаат да оствариме средба за да ми ги кажат тие нивните забелешки. Јас исто така мислам дека е можно амандманско подобрување на овој предлог закон, така што тоа ми е следната активност, а потоа следи и јавната расправа за концепцијата за основно образование. Она што во моментов го работиме, тоа е ја следиме процедурата со законот за квалитет на амбиентен воздух. Тоа е многу важен закон, кој што е добар закон и треба што побрзо да биде усвоен. Јас имам неколку амандмани во смисол на подобрување на ова законско решение. И исто така во процедура и законот за заем од Светска банка за енергетска ефикасност на јавни објекти. Со тоа се предвидени 25 милиони евра кои што ќе се користат за јавни објекти, и тоа во локалните средини, значи во општините.
воведување, реновирање на фасадите со цел енергетска ефикасност, па и обновливи извори на енергија, користење за осветлувањето и така натаму, и воспоставување фонд за енергетска ефикасност. Нешто што е исклучително важно кога зборуваме и за решавање на аерозагадувањето, но и за климатските промени. Така што премногу долго, да речем, оди таа дебата за овој закон. Се надевам дека набрзо ќе биде усвоен. Ви благодарам на разговорот. Ви благодарам и вам.